Морам да признам дека синоќа имавме убаво интервју овдека со господја Солза Грчева и она што пријатно ми изненади е преку цел ден позитивните реакции кои пристигнуваат и добрите кликови, писма, реакции, број на гледања, каунти и така натаму во врска со вчерашното низино гостување. Жената пријатно ги изненади многумина, иако ја знаеме каква е на јазик и составовите, но во 120 минути малку подобро се запознавме. Она баш што ми е мене доста интересно, бидејќи овдека соработуваме и мојава емисија и со Македонска алијанса и ги следиме ставовите на Македонска алијанса, морам да признам дека Македонска алијанса и Глас за Македонија се прилично компатибилни во своите ставови, така што мој впечаток е ова, нема никаква шпекулација, немам, ова е само мој личен впечаток и ништо друго, дека би било добро и за едниот и за другиот, и за Македонска алијанса и за Глас за Македонија да започнат некакво, било какво ниво на соработка, бидејќи снопот е појак кога е здружен, нели? Едно по едно лесно се крши. Не се, тоа е тоа. Драги мои, изминатиот период, изминативе месец дена, имав многу интересно искуство. Имено, јас со години го следам. Ја следам животната авантура на мојата пријателка, сестра, ќе ја наречам слободно, Марина Дојчиновска. Не ги следам сите сегменти во нејзиниот живот, како идеме, стануваме се поблиски, семејно, но она што го следев е нејзиното трагање по некаков си идентитет, личен, национален, македонски. Ова со хунзите испадна многу интересна работа и уште пред шарената револуција, додека бевме во наша ТВ и кога она прв пат веќе го направи првиот документарец, многу храбро од незина страна да збориме 2007, 2008, 2009 година, не знам која. Многу интересни работи донесе од таму. Мене прво што ме дојми е она блискоста, символиката, јазикот, традицијата и културата. Бидејќи, луѓе мои, како да ви кажам, јас сум многу тежок човек да бидам националист. Јас сум дете растено, кој имам, колку што имам стрейтери, толку имам и геј пријатели. Јас сум растел со сите можни, центарско дете, дисџокеј, шминкерската шема и така натаму. Алтернативните популации мене нити ми биле туѓи, нити ми е туѓо да осудувам. Ни трансджендери, ни хомосексуалци. Едноставно сум растел со нив. Скопје е центар, не можеш да ги одбегнеш, ама кој ти гледал, кој ти мерал. А да не зборам па дали е некој турчин, албанец, ром или така натаму. Сме се мереле како се понашаш, брате, дали си ти градски фраери и слично. Многу тешко ја почнав да ја голтам приказната античка Македонија, Грција, дрнјариња, ово, она, ваму, таму. Никој не ме дојми со нивните истражувања, дури ми беа и смешни, мислев дека се забегани. Но првиот мој шок, кога ќе речам шок, тоа е под наводници, значи пријатно изненадување, кога почна, знаеш, она, викаш овдека, веќе ова има нешто. Ме разбирате? Јас сум човек научник. Поточно не сум научник дека се занимавам со наука, туку ја следам науката како научно-популарна. Ја не верувам во рамна земја затоа што ги знам доказите, проучувам физика, сум бил на курсеви по астрономија и не се расправам со луѓето кои сметаат дека све е тоа лага, дека е све тоа измислица и така натаму, затоа што познавањето на квантната механика, на физиката, доказите за тоа кои сум ги следал и начините на кои науката доаѓа до вистината, бидејќи како религиозен човек сметам дека и религијата и науката имаат иста цел — вистина.
тоа што некој сака да ја злоупотреби да докаже дека нема Бог и тоа што од другата страна верниците велат дека се овие е само за мене прилично примитивно и обично lesser mind, што го викаат оној понискиот ум, прифаќа или отфрла многу полесно. Мене ми треба да го прежакам, мене ми треба. Ја прифаќам апстрактни работи и тоа, искрено да ви кажам, во науката има многу поапстрактни работи и она што ќе ви го кажам, ја верник станав не затоа што сретнав некој продуховен човек или Бог ми се појави. Ја го читав Стивен Хокинг. Вие зборете и мислете, знаете, денес стана Facebook наука на YouTube, лажат Марс. Глупо. Срам ми е просто. Ја отидов се крстив 87 година, откако ги прочитав двете книги, Кратка историја на времето и Црни дупки на Стивен Хокинг, во која една клучна реченица веќе ме прекрши, а тоа беше реченицата кога рече: во универзумот постојат толку прецизно поставени константи, да ако само за една мерна единица, ако е 0,1 и биде 0,2, некоја константа во физиката на атомите, на меѓусобните атомски сили и така натаму, целиот универзум ќе биде негостољубив. Самиот Хокинг првпат ми ги отвори очите дека целиот универзум е толку прецизно, фино, искаен, совршено поставен како таков. Нормално он подоста се повлекува заради научната заедница, масонеријата, која не им одговара религијата да се допира до ова и заради многу потешкиот начин на манипулација. Не се. Мене ова ми беше клучно и затоа продолжив да проучувам и интензивно се занимавам со космологија, проучувам колку можам и фантастични работи осознав. Така и со Марина, кога дојде и кога го гледав документарецот, седевме на фотелја карши, ја гледам жена, сикам, што се фолира ово, и ми пушта во документарецот и во документарецот стои со една жена и додека разговараат нешто, згрмува. Тотнеш, молња и се слуша звук. И Марина во тој момент ја прашува: како се вика тоа? Ја гледа хунзата и вика: грми. А ова како се вика? Шака. Тирурирурирури. Тогаш веќе сериозно. Не можеш да фолираш јазик. Не може случајни јазични туку така. Ај викам едно-две. Кога почнав да проучувам, кога ги видов свастиките, кога го видов јагнето, кога ги видов лавовите, кога ги видов стрелците, тезата дека е тоа дел од пребеганите војници, кои веќе им пукнал филмот, сакале малце да поживеат живот, се издвоиле во изолација, ги сретнале тие жени од таа територија, со нив се испожениле и ја направиле таа заедница на хунзите во која некоја традиција. И тие хунзи имаат висока свест за Александар Македонски, за Македонија, дека се нивни потомци. Без никаква пропаганда, они наискрено. На страна, некој, да не зборам за убави работи, да не употребам вулгарен збор, но стварно највулгарни зборови употребете си, ставите си 3 точки, се извинувам заради асоциацијата, на такви твитери, шарени фрлачи на кондоми со боја, кои се подсмеваат на таква работа. Па, знаеш, кога такви полуприучени, пониски умови кои едноставно не сака да примибе дури ни 2 плюс 2 дека е 4. Ако Сорос нема му каже од сега 2 плюс 2 е 5, он ќе погине тоа да го тврди, иако е надвор од умот и од разумот. Јас не сум таков. Ја се сметам дека до крај на живот нема да имам изграден карактер и изграден вкус. Дека ќе ми се менува и вкусот, и сознанијата, и аспектите, а особено во спознанието на Бог. Но тоа е интимната моја работа во религијата и Христос. Она што пред недела дена јас се запознав со неотранс. Не знаев дека постои таква форма на музика
која сега мене ми е жал, неќам никого да подсмевам, но од Гоце Фест и некој што не е мрднал, ја му изгледам сега као шарено чудовиште. Но I don't give a damn, ме разбирате. Така што драго ми е, ми го прави животот поинтересен. И ми беше екзотично ова. Јас следев Марина еднаш, два пати. Па отиде Узбекистан, па отиде вамо, па отиде таму, па доаѓа со нови сезнања. И сето тоа мене ми беше доста екзотично. Но кога почна да се... И сето тоа убаво. Но што практично имаш ти од тоа у животот? Океј, идентитетот се уцврстои и така натаму и така натаму. Па и да ми го негираат тај дон. Абе, јас знам што сум. Можете цел свет да зборите што сакате, јас знам што сум. Свети Максим Исповедник е темелот врз кој во даден историски момент целата црква почивала на еден човек, на планетава. Целата вера која денеска ја практикуваме и вистината за Христос била во таква криза да обстанала само на еден човек кој скоро го убиле. Свети Максим Исповедник. Толку ме фасцинираше таа личност да името му го дадов на мојот син. По Свети Максим Исповедник. Тежок крст и бреме му наметнав, ама се надевам дека тука ја што ќе му помагам, дека тука милост Божја ќе предизвикам. Мајка ми 2010 година умира како куче. Бедно, јадно, измрцварено. Ништо не можев да направам повеќе од што можев да направам у тој момент. Жан Митрев само му благодарам искрено, што тогаш имаше некоја компензација наша ТВ со клиниката, нешто го промовиравме, ја зема, не дала 5 дена кај него и ги преврза раните на ногата, ја истретира и така натаму и така натаму. Тешко болна од рак. Сум ги молел у болница да ја помогнат, прими хемотерапија и после година дена умре. Како и беше се потешко, овие рекоа не можеме да ја примаме, не можеме. Аман заман, со врски, со све сум, никој ништо не успеав. Ете толку беше моето режимско влијание во 2010 година и така натаму. Не си. Негде 2012 година првото шишенце, не знам Марина кога ја го носи маслото од Хунза, првото шишенце тука го добивам од неа. Што е ова? Масло од СМК од Кајсија. Јанко Горко, ова, она B17. Добро. Знаеш како, кога си утепа, мене у тие 2 години, мајка ми умре, 2012 инфаркт добив, 130 кила бев, после 2 години јас го напишав тестаментот, почнав да се губам. Мојата дебелина осеќав дека ја не можам да преживеам. Значи, со сите лекарства, со све, не можев да ослабам, не можев да го средам притисокот, нервите, сонот, спиењето и така натаму и така натаму. Ја наоѓам протеинската диета. Првин пробав со една друга, неќеа да соработуваат со мене, бара нешто да потпишам, дека таму, не знам, некои недолични работи надвор од умот, не се согласив, да не сум рекламирал други диети кај мене. Појма нема, нешто така беше. А Продимет беа многу отворени и ми помогна, многу ми помогна да си го средам здравието. Но, здравието како тежина, да го исфрлам салото. Тоа кога ќе го исфрлиш, по дефолт ти не си готов. Го открив во меѓувреме магнезиум хлорид. Ми помогна многу за коски. Испитував, истражував, давав на десетина души, им давав, пиевме во друштво, повеќе души си правевме муаве што, кој, како и така натаму. После некој месец малце ми го подсреди сонот, на еден мој пријател брзо му делуваше опуштање и така натаму и така натаму, но го пиеш 10 месеци, па правиш пауза, па после продолжуваш и така натаму и така натаму. Магнезиум хлорид, значи протеинска диета, ма осеќам дека ми фали.
сето тоа не ти помага со тешки заболувања да се избориш. И се повеќе и повеќе со дружбава со Марина и кога на крај ја добив и поканата да дојдам во ТВ Сонце, влегов попродлабочено. Имено во меѓувреме пристигна испитувања. Ме разбирате ли, не дека не верував на Марина, она ми кажуваше за P17, за лековито и така натаму и така натаму. Јас сум скептик. Ја имам проблем да не верувам на збор. Мене ми треба да ме убедиш, мене ми треба диплома. Маслото од Хунза доби диплома, бидејќи беше испратено во 2 независни института да ја докажат неговата содржина. Поточно, во институт во Белград и во институт во Загреб, тој големи пари платено, да се направи анализа на содржината на маслото од Хунза, од горка семка и од сладка семка. Условно кажано, горка и сладка, тоа е сорта која содржи B17 и сорта која не содржи B17. Во меѓувреме дознавам дека кај одгледување и правење масло е, како да ви кажам, фолклор кај хунзите. И во меѓувреме дознавам, долговечни биле, па си викаш, чист воздух, чиста вода, што, масло од Хунза и така натаму. Арно, ама, идеш и во Берово. Знаеш, во Берово ќе отидеш, ќе ги видиш луѓено, згрбавени, умираат на 50-70 години, од ракови, од тешки заболувања. Најчиста храна, најчист воздух, најчиста вода. Што да кажеш? И дури се смета дека Берово е место со најголема концентрација на кислород, да речеме, заради шумите и некои таму ружена ветрови и така се создава една богата со кислород средина и што ти ја знам, така некој така се нарекува, условно речено, фатете ме на збор, нели, бидејќи концентрацијата на кислород чат пат е тука негдека со мали варијации на планетава. И во Берово не сретнувам жени кои изгледаат младолико на 70 години, не сретнувам 120 годишници кои умираат од смрт, легнал, заспал и не се разбудил, туку исто како и сите ние градски, преполни сме во болниците. И јас сега мрза сум, а и ритамов на емисијава многу ме кине. Но, благодарен сум на сопственикот на телевизијата, на Марина и на екипата на ТВ Сонце, која сите заедно се согласивме дека во еден ризичен потек и за мене и за нив, и им благодарам што има доверба во мене, сметам дека успехот на емисијата на ТВ Сонце е заеднички, да ми го дадат терминот од 20 до 22 часот. Тоа ми овозможи да си го исчашам малце времето за спиење и малце биоритамот да го фатам нормално, бидејќи она 10 до 12, па се вратиш у еден, па до 2 адреналин, па чим после 3 сат не си заспал, после веќе мрцварење дури и да заспиеш, вака некој природен ритам, а од друга страна гледаноста не падна. Фобијата беше порано со јади бурек и зошто беше од 22 до 24 беа турските, шпанските и тие серии кои стварно конкурира. Но народ се засити. Се засити од се тоа, но не се засити од јади бурек. Зошто? Затоа што стално шараме, не знаеш што ќе биде, не знаеш ни како ќе биде муабетот. Многу има импровизација, освен кога имаме гости и така натаму и така натаму. И јас се трудам, бидејќи, како да ви кажам, сакам да се дружам со луѓе и не можам да имам таа количина на размена на муабети кој што можам со вас. Па дури, нели, со пријатели ќе се испокараш, па ќе му спуштиш телефон, па он ќе ти спушти, па ти си ваков, ти си таков и многу ми е user friendly целава работа. Мене ми овозможува тоа малце повеќе да се занимавам со ова масло. Па почнав да ја чепкам. Под кај ти доаѓа, што ти доаѓа, како ти доаѓа и на крај кога ја направивме интервјуто, кога ме плесна во јануари, кога ме плесна со двата документа, да видиш сега што е.
И сега читам анализи на составот на маслото од Хунза. За B17 во меѓувреме прочитав такви работи, коса да ти се крене на глава. И сите го зборат, лечи рак, лечи рак. Арно ама. Не е тоа само лечи рак. Луѓе не се разболуваат само од рак. Луѓе се разболуваат и од воспаленија. Луѓе се разболуваат од вирози. Вирозата може да од инфекција, па инфекцијата ќе му оштети органи. Значи, не е само канцерот, има мал милион деформитети на ДНК, деформитети на органи и така натаму, кои тешко се репарираат. И сега, кога ми го донесе Ирфан во емисија, и му викам на човекот, правиме муабет, абе маслово од Хунза, ја уште не капирам. Не, пази, ја го касно палам за некои работи, ама добро е кога ќе запалам, онда знам што зборам и со цело битие сум во тоа. На Ирфан му викам, Ирфан е Хунза. Дај го имам на, еве го, Ирфан Карим, еве го неговиот профил. Денеска и не морам да идам за со Ирфан. Овој ми беше гостин во емисија, Ирфан Карим. Еве го човекот, прекрасен млад човек. Ке го погледнеш, ке го даеш 22 години. Така, да, ама има 35 час. И тоа е она тем нинджас. Абе, сите изгледаат 15 години помладо него што е. А тек по старине, па понатаму да не идеме, затоа што ќе ви покажам. И му викам на Ирфан, добро бе, ај на страна Марина, што сега ми кажува, муабет. Кажи ми ти, што лечи ова масло? Не знам. Како бе не знаеш? Мислам. И ја одма со моено. Кажи ми, добро, ако ти не знаеш, не се разбираш, окей. Дај ми контакт со некој ваш лекар, што имате. Па немаме лекар. Добро, викам, Пакистан, Хунзи, само јад, беда, мизерија, примитивизам, немаат лекар. Добро, викам, аптекар, имате ли некој? Нема тоа, вика, кај нас. Добро бе, врач, имате ли некој што бае? Не. Добро бе, кој ве лечи? Па никој не лечи. Па добро, кој ќе се разболи некој? Па не се разболуваме. И сега, луѓе мои, ја 3 пати у годината вирус ме фаќа. Не можеш ти овдека у оваа гнаса ќе те мр... Ба, дури да не е загадува. Стресот што го имаш, ќе ти избрда. Па да се и бањаш у тоа масло. Но градов те уништува, мислам градов. Скопје е прекрасно. Динамикава, односиве што се ги градиме меѓу. И сега му викам, добро бе, викам, од што умирате? Па од смрт умираме. Како бе тоа? Ке легне, ке заспи и нема да стане и го испраќаме, века, толку. И веќе ми е конфузија. Несватливо ми е дека може некој дете, у фамилија, ќерка ми моја, се разболе дури на 4-5 години, една настика, нешто ушето и толку беше. Живо чудо беше. По фамилија изборевме како она 4 години има, не се напила антибиотик. А затоа што машките отруја. Најстариот крајници мораа да му извадат кутриот, се изнамачи од пеницилини, од 300 чуда, од гнојни ангини. И сега, затоа што сум паталец, затоа што ја знам мојата мака, затоа што имам фамилија со мијастенија град, со мултиплекс склероза, со тешки заболувања, со 300 чуда, пријатели, вие што се јавувате, и да не зборам моите посети на детска клиника, на онкологија, на сето она што го гледав деца болни од рак, се кажеш ти, каде јас живеам, што ова се случува? Проучувам ова маслово, B17 дека лечи рак, многу интересно, ја ви пуштав некои работи и викам, сакам да се видам со луѓето. Сакам да ги видам у очи луѓето што купуваат ова масло. Не само прв пат што го купуваат, тие што го купуваат втор, трет пат и така натаму. И го дадов мојот телефон.
кој новинар ви дал телефон, личен телефон. Имам 2 телефона, ама личниот тој и примав порачки. Ја бизнисмен, што да ви кажам, у живот не сум се последниве 15 години од како фатив со јаде бурек, ја не можам ништо друго да работам. Инако сум работел за Магрос Сараевски, 10 години се занимавав со трговија, татко ми до 80 година беше директор на фотоцентар, се повлече заради ураниловката која ја правеа комуњарите во тоа време и така натаму. И после откако се повлече, кога го упропастија фотоцентар, мене се обидуваа да ме обвинат. Дебили, кретени, ки искраде и крадецот после го обвинува другиот, нели? И почнав да примам повици и се сретнав со околу 50 луѓе. Скопје, сите скопски околни населби, села, Тетово, тетовските села, Гостивар, Велес и уште неколку града во Македонија. Напорно, ама многу интересно. И им го носев. Ја повелете, еве ви сме, данк, трак, толку пари, фала, као ја нешто бизнисте. Само за да излечам, а зошто го земате? Па заради тоа. А ти зошто го земаш? Па се надевам дека ќе ми помогне за тоа. Ај молим те, после 2-3 недели или месец дена или 2-3 месеци, јави ми се, кажи ми како ти е. Интересна работа. Со еден човек од верата, албанец, кој ми направи таква чест да дури ме запозна со еден од албанец од верата, значи, кој е вклучен во верата. Не знам дали е тоа функција или така натаму, не познам, се извинувам. Имавме 2 или 3 пати средба со него и на крај ме запозна со најмладиот син, 60 години, а има синче едно прекрасно, со руса коса, со виткано, со кадри и така натаму, коврџи или како сакате, кој го зема тоа. Неколку дена од како ја зема првото шише, ми побара уште неколку шишиња од тие големите. И му викам, зошто го земаш? Вика, имам бронхитис со години, не можам да се ослободам од него. И после 2-3 дена, после неколку дена, недела дена, уште една се сретнуваме, викам, го земаш? Го земам. Како ти е? Абе, вика, подобро ми е, пазете, човек со години бронхитис не може да излечи, ама вика, не знам дали е од маслото, оти земам и џумбир. Пеки, мисли што сакаш. Ама сега јас собирам 2+2. Сретнувам луѓе, сретнувам една баба у едно село, цела фамилија отидовме, се возикавме, малце ја викам да малце со народов да се видиме. Отидовме у едно село, насред село застанавме, доаѓа една баба, така натаму, повелете, зашто, викам, го земаш? А викам, па за дедото. Па викам, помага ли ова? И таа сега лукава, вика, дој да видиш. И идеме, близко одма тука, дворчето, дедото стои, здраво живо, здраво живо. И сега гледам, ништо. Викам, па добар е, добро, шо му помогне? Абе, вика, беше, од кревет не можеше да стане човекот. Предпоставувам дека имало некои, не знам какви проблеми, не ми ги кажа, сега може би не ни се лечеле, не ќев ни да. Важно, женава решена да продолжи да го зема и тоа, само и препорачав плюс да земаат магнезиум хлорид, затоа што тоа дополнително помага и така натаму. Но најдраматично ми беше кога идев на клиника. Јас живам близу клинички центар и пешки обично ќе истрчам, таму сум и на литургија, да, таму може да ме начекате. Ова е тешко за муавет, сликите која се враќа. Знаеш, искача келава жена у сето тоа, у онаа мизерија наша од здравство, онаа гнасотија, порачала од друг град, дојдена, насмеа. Она насмеана, ја потона двака целиот. Од
емоции што ја гледам дека се бори за живот, тоа ти е јасно. И викам, ова го реков и то го реков пред син ми. Викам, жено, си имаш мака, да не ти ги земам парите. И века, Јанко бе, абе мене ова ми помага. Голташ кнедла. И во меѓувреме уште неколку кои примаа хемотерапија го земаа ова масло затоа што им помага, а потоа го продолжуваат да го земаат затоа и така натаму. Ја не смеам да зборам, но и Марина имаше здравствени тегоби, доволно за од почит кон незината тима, тоа е сепак незина работа, но ова масло и нези помогна. Однесов масло во некои градови каде што ја лани ја закупавме мајка и на мојата сопруга. И таа умираше мачно, бавно, скоро веќе парализирана од мултиплекс склероза. Толку 2 децении боледуваше, 2,5 децении боледуваше од тоа и знам колку пари дадовме, колку помош дадовме, какви не и лекции, инекции, алтернативи, ништо не помогна. И ја само едно знаев, дека лек за мултиплекс склероза нема. Мртов нерв не се регенерира. Мртво е мртво. Дека можеш да ја запреш состојбата, ама да не ја подобриш. И тоа запирање со најмоćни лекови е многу, 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 многу тешко. Прашање дали ќе успееш. Се јавува, ми викам, а зашто ти е? Обично, ја безобразно моје, зашто го земе? За мултиплекс склероза. За кого? За тој и тој. Зар помага? Помага. Вака, знаеш како, стануваш, не можеш да дишеш. Дали ме разбирате? Си гледал 2,5 децении како некој се мачи, све си го прошетал светов, знаеш дека нема абер, нема помош, нема илјач и одеднаш некој вика ова мене ми помага. Ја уште не можам и не смеам и нема да го изговорам дека е тоа лек. А идам се сретнувам со луѓе кои за глава се фаќам, викам, бидејќи ја не верувам во оние каубојски филмови, продаваме ватрена водица, лечи све. Не постои такво нешто. Не постои лек за се. И почнувам да го капирам маслото од хунза, трикот што е со него. Во емисија паметите ли дека се јави, не можам да стојам, се вознемирив. Во емисија се јави еден дечко кој вика 3 недели го земав, за 3 недели ми се намалија триглицеридите. Човекот имал проблем со триглицериди. Смени нешто во исхраната? Не. Знаете, за да намалиш триглицериди, ја сум се огнасил вака. Ми се огади животот, брокула и зелена салата и печурки во таа диета постна да ослабам, за да ги намалам триглицериди, холестерол, да нормализирам и така натаму. Ека не бе, ништо не сменив, само масло од хунза. Моја блиска особа, драга особа, која пред месец-два диабет е диагностициран, го лечи со масло од хунза. И нема, до крај на живот ќе го зема. Готово. А бидејќи ја гледам секој ден таа особа, да ви кажам, промена во лик, промена во ментален склоп, промена во бистрина на очи, во движења. Луѓе мои, викам, чекај, значи, ние без 17, како вика, лек за рак. Не, маслово од хунза нешто друго прави. Он го содржи тоа. Он го има тоа, но со сите други компоненти. Он прави таков буст. Друг човек, сега пазете, идеме во вулгарност, ви зборам. Друг човек ми кажува и ми вика, го користиме за како афродизијак, место Виагра. Што збориш, бе, човек? И сватив. Полека почнав да го капирам. Дај, ќе издишам. Дај ме.
дека маслово од хунза, сега морам тоа да го префрлам, бидејќи тој народ се мачка, тој им е козметика, они не купуваат креми, не знам, Джонсон, Монсон, овие, оние вештачки, што ти ја знам. Нели, онаа филозофија, дали ја знаете за козметиката, вика? Не ставам на кожа ништо што не можам да го јадам. И од деца до последен здив, они се со тоа масло. Како превенција по старите веќе која ќе порасне и они предпоставам дека инстинктивно си знаат, земаат како превенција B17 масло, а ова другово од кајсија, они се навикнати, пази, тоа кајсијата, маслото од кајсија има оној карактеристичен мирис, но кој ќе се навикнеш тоа, па во салата, па во се, и тоа е секој ден. Со сите олигоминерали, со сите тие есенцијални масла кои ги содржи, и тоа содржи. Но, и сега ќе си речеш, па чекај бе, имам ја, еве кај комшиката моја, имам кајсија. Нема проблем ќе оваква, ама која почва, која сорта, која вода расте. Има уште една работа. Ова масло, што се продава кај нас. Зошто? Ме прашува еден. Добро бе, вика, што е, вика? Вие ја откривте, вика, месечината, Америка ја откривте. Хунзите ги знаат сите. Зошто вие го имате, Хунза Веда Клаб, зошто вие го имате ова масло, не го има Кина, не го има Јапонија, не го има било која друга богата држава. Ќе отиде тамо, цален бите и ќе го купи. Марина е клучот во целава игранка. Зошто? Кога ги спојува македонскиот народ и хунзите, на хунзите тој им представува едно големо откровение. Едно приближување со сопствените корени кои си ги знаеле и конечно да се оствари. Кралот и кралицата Хунза беа кај нас. Марина неколку пати патуваше таму. Со своето делание, лобирање, помагање, освестување и така натаму, она беше прогласена за принцеза. Некои се подсмеваа со тоа, но тоа е официјално. Она е прогласена од страна на кралот и кралицата Хунза за принцеза. И сега ќе кажете, па што значи тоа? Извинете, дечки, само една работа. Кралството Хунза, кралот и кралицата, се под директна заштита на британската круна. Дали знаете каков чадор е тоа, луѓе мои? Дали сега ви е јасно зошто откако тоа го спомнав во емисија, оние што се подбива, заќутеа со подвитка на опашка? Затоа што си играш со некоја world power сила која не дозволува тоа да го рчкаш. Затоа што на тој начин таа се штити и себе и своите штитеници и нема зафрканци со кралството Хунза, со кралот и кралицата или оние кои се дел од тоа кралско семејство. Марина Дојчиновска е дел од тоа кралско семејство. Масло произведуваат хунзите 15 тони. Сите хунзи. Но, ова масло, драги мои, ова масло што го имаме ние, е маслото кое се прави специјално за кралот и кралицата. Дали сега капирате дека хунзите на некој начин делуваат како пчели? Сите се вредни и својот символ, кралот и кралицата, им го даваат најубавото. Значи, најубавата семка, тоа е на доброволна основа. Пазете, тоа е место и народ кој нема затвор, нема клучалки, има само квака, рачка за врата, не се заклучува, немаат концепт за заклучување на куќа, немаат затвор, нема полиција, нема болница. Проучете го ова, ако мислите дека лажам. Еве, ајде.
Ај ќе отворам, Ирфан Карим, еве сега, 2014 баба му прославила роден ден. Еве го. Дај го, у кадар, те молам. Режија? Се извинувам. Нели, она Фейсбук. Ева жена. Права македонка. 70 години. Па оваа подобро изгледа од мене. Да, од воздухот е, да, од ветришќата што дуваат таму. Ај уште нешто да ви покажам. Ај уште нешто. Еве што веќе соседите се свестуваат. Викаат, живеат 120 години, изгледаат двојно помладо, никогаш не се болни, тоа и еве ги тајните на мистериозниот народ. Сега, иако сликиве се од калашите, не се од хунзите, ама текстов кажа. Шкотскиот лекар Мехерисон по враќање во Англија извршил експеримент на голем број животни. Една група се хранела со нормална храна, а другата рафиниран шеќер и така натаму и така натаму. Книгата на хунзите луѓето кои не знаат за болест на авторот Роберт Бирчер ги истакнува основните карактеристики на нивната исхрана, тврдејќи дека се вегетаријанска, сирови во кои овошје, зарзават, производи без додатна хемија и така натаму и така натаму. И секако меѓу останатото се спомнува и маслото, бидејќи тоа маслото им е во секојдневна нивна исхрана. Онаа конфузија, благодарам Рижи, онаа конфузијата што стана со кутивчињата, зошто на кутивчето имало или немало B17. Вака, луѓе. Овие кутивчиња се од малите пакувања кои се помалку ги има и нема да ги има додека да се потрошат количините, бидејќи ова е навистина нешто посебно и не е ефтино. Но, дај ми горна камера, ја ќе наместам овдека. Горна камера. Абе, горна камера. Овде стои B17. Така. Но имаше кутивчиња на кои не пишуваше дека има B17. Зошто? Еве ќе ви кажам зошто. Тие кутивчиња беа пакувањата пред да дојдат истражувањата. Иако знае дека има B17, законот не дозволуваше да го ставиш тоа додека не направиш валидни истражувања од институт. Со истражувањето и докажувањето за квалитетот и содржината на маслото можеше да се стави ова B17. И пак сега ви велам, вие ќе најдете масло од кајсија, некои кајси може би од Турција, па ќе ги крстат хунза, може би од ваму, може би од таму. Кајси има сегде и секој може да направи масло. Но ова масло ние дозволено да се продава во Македонија под благослов од кралското семејство на хунзите и за да може и Марина може тоа бидејќи и она е член. Ова масло е благословено, ова масло е посебно и ова масло да отидете вие таму не можете да го купите. Не можете ни да го откупите. Бидејќи ова исклучиво се прави само за кралското семејство, за нивните најблиски и така натаму и така натаму. Ете, тоа е целата работа. Не можам да гледам сега ништо, ве молам не ме да го центрирате. Се извинувам. Маслото купено без B17 или со 17 е исто. Значи само постаро или поново кутивче. Тука да се разбереме. Сега,
Ја одговарав на многу, благодарам режија, одговарав на многу прашања и стојам и натаму со мојот телефон. Но, бидејќи ова веќе станува се поголемо и помасовно, луѓето поставуваат се потешки прашања, моето искуство е ограничено и колку толку помагав и ќе помагам. Во Хунза Ведакло веќе имате стручни лица со кои ќе се консултирате, значи луѓе, медицинари, кои ќе ви одговорат, нели? Имаше едно прашање, како ми поставија прашање за некое, губење пигментација на кожа, дали помага? Појма, немам што да ви кажам. Само знам дека една работа, ова кога се зема, не лечи само една работа, оно лечи се. Значи, целиот организам го крева. Најдобар пример би беше, ја паметен кога ви се правев, кога прскав со прскалката, не кажав, овие очеје се ги напуштаат затоа што има доста стари луѓе. Не смее да се сипа во метална лажичка, туку мора дрвена и пластична. Па рака ти се, мене ми се тресе рака, не па друг, на постар човек, да погодиш, па треба да го испиеш, па треба да броиш и така натаму. Вака, со спреј, убава, елегантна, перфектна и така натаму, со спрејот, мислам дека едно прскање е 5 капки. Не ме фаќајте за збор, направите си со пипета, ја пробав така, околу 5 до 7 капки и не е страшно. Како го почувствував дејството? Ја го земам секој са бајле, еднаш прицнувам и така натаму. И динамиката на движењето, работењето од сабајле, кога ќе станам, зависи некојаш у 8, некојаш у 5, некојаш у 10, ја имам пореметено такво нешто, бидејќи не пијам од ова жолтото, кое треба да го земам пред спиење и Марина ќе ми ги обеси овдека на горна камера, ушите. Го земав навечер. И обично, после емисија, 1-2 сат, ме фаќа некоја дремка и ќе заспијам после филмчиње, игри и така натаму. Еднаш, два пати, вака се зема, и се изнашприцав 5, 10, 15 капки, неколку дена поред од зеленото. Се фаќам себе си ваков. Кокорен. Нешто почнав да читам без наочари, па почнав нешто без ова, без она и се викам, чекај бе, што се деша? На крај сватив дека ова ме дигна како кафе. Ама кафето, како да ви кажам, кафето легнувам и ми лупа срце. Ама, како да ти кажам, не она лупање срце од нервоза, не лупање срце на вознемиреност, не тахикардија. Дури кога си го чувствувам, бидејќи сум инфаркташ и знаете, ние така луѓе што сме преживеале тоа, знаеме да развиеме, а и ја можеби сум крај пуси, развиваме она страф. Притисок сум качил. Мерам притисок совршен, 120 со 80. Да, земам нешто и терапија, но и со терапија, јас знам 140, 160 да качам и така натаму. И сега се викам, што се дешава? Значи, маслово од хунза, целиот организам го нормализира. Најверојатно дека делува на ендокриниот систем, делува на мозок, делува на заболените работи. Синусите ми се подоправија. Значи, заклучив дека на воспаленија делува се. Јас знам дека циста е физичка работа, не можеш, ама ја смири. Ја смири, понекогаш нели, има работи кои хирургија мора да ги реши. Но она што организмот внатре, дали е ДНК, дали е што ти ја знам и така натаму, мене масло. Тоа се мои заклучоци. Но, ви велам, не ме фаќајте мене за збор. Јас само споделувам искуство. Неодговорно е од мене да ви кажам ова лечи, тоа лечи и така натаму. И да ве терам да си ги фрлате парите, бидејќи ја на луѓе ова им го викам. Слушај, добро проучи, прочитај, како што и јас сум прочитал. И пред да одлучиш да земеш, направи си у глава план, бидејќи ова до крај на живот. И јас, фала му на Господ, што имам Марина, добив на подарок и од Ирфан, добив на подарок една поголема количина, цела фамилија,
земаме од тоа и како да ви кажам се, добри сме. Ама што се изгледа? Не знам. Добри сме. Што друго да ти кажам? Добри сме. Таа блиска особа, која знаев дека зема масло од хунза, заболе од диабет, ама имаше смртен случај, потреси на работа, качи тежината, на крај разговарам со незе, викам, како бе со масло од хунза со B17? Бе, вика, ја заборив да го земам. Колку време не го земаш? Година дена. Има уште една интересна. Има кумулативен ефект. Кога ќе почнеш да го земеш, држи. Бавно му опаѓа нивото, ама држи некое време. И затоа, бидејќи има голем интерес, ако не ви стигне на време, ви се потрошил, не се потресујте. Оно е како складиран витамин. Организмот толку добро го прима, и не го исфрла, бидејќи го чувствува многу природен, и има долг кумулативен ефект. Например, затоа не се потресувајте ако не ви стигне на време, бидејќи сега се одлучи да се иде на дистрибуција директно до луѓе, затоа што Хунза Веда Клуб вела, само така можеме да гарантираме, бидејќи ние го полниме, ние го увезуваме и ние го доставуваме. Секако, не можам да зборам за аптеките во овој момент и не ме поставувајте такви прашања. Она што можам само како дополнително да ви го кажам, има следново. Значи, ова страница Ирфан, да, страната на... Спреми ги ти, те молам, телефоните. Многумина од ова сега моја тирада, сигурно сакаат да се јават. Луѓето ве чекаат на телефон, ако имате прашање или сакате да нарачете, или сакате само да направите. Има страница, се вика Hunza Oil. Опс, на латиница треба. Hunza Oil. Еве страната, убава страна. Режија, да, одлично. За Хунза маслото, општи информации, состави, како се користи и така натаму. Порачки во медиумите за ова, за она и така натаму за кралството Хунза. Значи си имате и на англиски, и имате овдека и контакти, и телефони, и сите тие работи. Ја само луѓе, само да ви кажам. Во животот се сретнав со неколку работи, со многу работи кои многу ветувале и избледувале со време. Ова е време каде што 2-3 дена и пупу не се важи. Не, драги мои. Не, ова е нешто што некој го користи со илјадници години. Имаме личен пример по кого, а и покрај скепсата, гледајќи во овие услови, на вакво загадување, на ваков стрес, на ваква лоша храна. Луѓе мои, загадена ни е почвата, не имаме прекрасна храна, ама се е позагаден, и воздух, и вода, и се. И сите отрови кои ги конзумираме, ја мислам дека нема подобро. Луѓе ја користат и во комбинација и со лекарства, и во комбинација со други работи, така што good luck од мене. Со Господ напред. Само едно сум убеден. Никој од вас нема да сгреши за целава работа. На 07022227996 го неаме телефонот и би ве замолил сега да одиме со блокот реклами, а веднаш потоа се враќаме во студио, па ако отвориме тема, отвориме. Јас се извинувам за долгавата рада, верувајте, ова ми е акумулирано во последниве барем месец дена во средби од, па ќе кажам, 100 луѓе во врска со маслово од Хунза.
Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хулзите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, за масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите, побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна.